Добро утро, Сашо. Не наврнавме, успеавме да се сокриеме под некоја стреја. Инаку се наоѓаме во населбата Киселавода. Позади нас може да го забележите еден од најфреквентните булевари во Скопје, булеварот Борис Трајковски. И ја одборавме оваа локација бидејќи денеска ќе зборуваме за безбедноста во сообраќајот, меѓутоа за жените учеснички во сообраќајот, а посветено на месецот на жената. На оваа тема денеска со нас ќе зборува Ристо Манчев од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот во патиштата. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Господине Манчев, како што најавив, интересна тема не очекува во следните 10 минути, а тоа е жените во сообраќајот. Се уште постојат стереотипи, се уште постојат предрасуди кога станува збор за жените возачи. Често пати знаат да се искоментира да жена зад волан знае да предизвика некаква несреќа во сообраќајот. Се согласувате ли со овие стереотипи? За жал, да, и денес во 21-виот век се уште постојат стереотипи за тоа дека жените се лоши или небезбедни возачи. Иако можеби на прв поглед некој има таков впечаток, сепак истражувањата, статистиката, фактите го покажуваат токму спротивното. Конкретно истражувањата покажуваат дека жените во одредени маневри, например, потешко паркираат, потешко возат наназад, помалку ги познаваат командите во автомобилот или попанично реагираат во случај на сообраќајна незгода. Меѓутоа исто така истражувањата покажуваат од аспект на оние кои што се најбитните елементи на безбедноста на сообраќајот, оние најживото загрозувачки прекршоци во сообраќајот, секако дека жените се многу побезбедни од мажите. Истражувањата поконкретно кажуваат дека жени не возат под дејство на алкохол или многу помалку возат под дејство на алкохол. Брзото и агресивно однесување во сообраќајот не е својствено за жените, помалку поминуваат на црвено и така натаму. Статистиката всушност покажува дека конкретно според податоците на Светската здравствена организација 77% од вкупниот број на сообраќајни незгоди со фатални последици се предизвикани од возачи мажи, а само 23% од сообраќајните незгоди со фатални последици се предизвикани од возачи жени. Така што овој факт е доволен показател за тоа дека жените се внимателни, одговорни учесници во сообраќајот и секако апсолутно треба да ги отфрнеме сите стереотипи за тоа дека жените се небезбедни и лоши возачи. Тука никаде ќе произлезе и некој заклучок дека е можеби подобро да удриме некоја заштитно столпче на паркирање, отколку не дај Боже никого да повредиме во сообраќајот. Може да се забележи дека голем број жени веќе возат. Немам јас некоја бројка, ќе ве прашам вие дали имате, бидејќи според во минатото веќе секоја втора кола, секој втор автомобил го вози жена. Можеби во минатото бројот на жени возачи беше незначителен, меѓутоа денес таа бројка се поголема и речиси бројот на односот на возачи мажи и возачи жени е 50-50, тоест половина од возачите се од машкиот пол, половина се од женскиот возач. Тоа е нормално денес во 21-виот век, имајќи во предвид динамиката на живење, имајќи и во предвид секојдневните обрсти кои жената треба да ги оствари како на работно место, така и во семејството. Можам да кажам дека возењето, жената возач фактички тоа не е ниту покажување на статус во општеството, ниту моќ, ниту некој модерен или културен тренд, тоа едноставно е потреба и секако дека всушност треба апсолутно да ги поддржаме сите жени возачи во сообраќајот. Би сакала да ве прашам и околу жените, бремените жени возачи, безбедни ли се во сообраќајот и што треба да направат за да бидат безбедни? Да, во законот не се предвидуваат ограничувања за тоа до кој месец од бременоста жената треба да вози. Најдобро тоа зависи од индивидуалната состојба на секоја жена возач. Најдобро е секоја жена која што вози, која што е во бремена состојба, најдобро е да се консултира со својот лекар и да ги препорачува, да ги почитува препораките од страна на лекарот. Особено важно е да се внимава и внимателно да се користат сигурносните појаси како не би ја загрозила, како не би се доведал во опасност плодот, тоест бебето. Секако не постојат посебни статистики, меѓутоа генерално жените возачи, посебно и бремените жени, секој спаѓаат во групата на безбедни возачи. Веќе третиот месец од новата година го живееме. Имате ли некакви веќе податоци за оваа година или за изминатата? Се подобрува ли состојбата во сообраќајот, односно се намалува ли бројот на повредени жртви? На ниво на држава во 2020 година 125 лица го загубија животот во сообраќајни незгоди и можеме да кажеме дека оваа година во тој аспект и околу 5500 лица беа повредени во сообраќајни незгоди. Можеме да кажеме дека оваа година имаме најмал број на загинати и најмал број на страдани лица во сообраќајни незгоди во однос на сите минати години. Ако го земеме во предвид фактот дека бројот на возила, бројот на возачи, бројот на поминати километри по возач и по возило континуирано расте, можеме да кажеме дека безбедноста во сообраќајот бележи еден тренд на подобрување. Меѓутоа секако не можеме да кажеме дека безбедноста на сообраќајот на патишта е на потребното и посокувано ниво, затоа што ако земеме во предвид, да кажеме, во земјите на
Европската унија бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди е 5 загинати лица на 100.000 жители. Ако земеме дека во нашата држава има околу 2 милиона жители, тогаш значи дека таа бројка во Република Македонија не би требало да биде повисока од 100 лица годишно, а ако го земеме во предвид секој просекот во земјите членки на Европска унија. Секако секој загубен живот, секоја жртва во сообраќајот е ненадоместива штета, не можеме да кажеме дека одредени бројки се добри. Меѓутоа сепак самиот факт што имаме подобрување е позитивен тренд и верувам дека овој тренд ќе продолжи во ова 2021 година, затоа што за овие први 2 месеци, 2,5 месеци, статистиката покажува дека имаме значително намалување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди. Прочитав некоја статистика на светско ниво дека бројот на жртви од сообраќајни несреќи е еднаква на бројот на некоја пандемија или заразна болест. Не знам дали се согласувате со мене. Само пред крајот на разговорот би сакала да споменеме дека за 5 дена истекува и законската обврска за носење на зимска опрема, меѓутоа доколку времето е вакво или заврне снег, што во тој случај? Согласно законот, секако обврската за посудување на зимска опрема во возилото се однесува до 15 март. Значи таа важи од 15 ноември до 15 март, меѓутоа можеме да видиме времето е студено, непредвидливо, не знаеме до кога ќе биде така, апелираме до сите возачи да користат, да посудуваат зимска опрема, барем во овој период од годината додека времето е нестабилно, пред се заради нивна лична заштита. Господин Манчев, јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Ви благодарам и на вас и уште еднаш сакам да апелирам до сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни и одговорни. Секако постојат индивидуални примери, позитивни и негативни кај мажите и кај жените, меѓутоа личниот пример, личната одговорност на секој учесник во сообраќајот ќе придонесе за севкупно подобрување на безбедноста во сообраќајот, а стои намалување на бројот на настрадани лица во сообраќајни незгоди. Ви благодарам. Ви благодарам и само за крај ќе додадам дека доколку сите ние ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, верувам дека нема да има ниту повредени, ниту жртви во сообраќајот.